40.000 дози од руската вакцина Спутник утрово стигнаа на аеродромот во Белград. Набавката ја договорил српскиот министер за иновации кој лично бил на разговори кај производителот во Москва. Само pre manje od 15 sati ove vakcine su bile u fabrici Generium u Vladimirskoj oblasti, ali uz izvanrednu logistiku, podršku cele vlade Republike Srbije, članova koji su ovde u Beogradu i oni koji su još uvijek u Moskvi, to je već sada u Beogradu. To je bio ozbiljan logistički poduhvat, trebalo je dobiti sve dozvole, inače se te dozvole u Rusiji čekaju po 7 dana. I ovo je samo prva količina od 40.000 od ukupno 2 miliona vakcina koje će u Srbiju doći u toku februara i marta. А каде е Македонија? Најави за набавка на вакцини има уште од октомври. Се споменуваат 3 механизми. Ковакс системот за кој се погласно се зборува дека нема да ги исполни ветувањата, бидејќи му недостигаат финансиски средства. Директни набавки од производителите начелно се договорени, но без писмени гаранции. Македонските власти помош побараа и од соседите. Грција и Бугарија прво ветија дека ќе споделат од секоја примена пратка, но не испорачаа. Надлежните во земјава ги правдаа, оти и тие не добиле онолку колку што очекувале. Српските власти се сожалија и одвоија 8.000 дози од вакцините на Pfizer, но и нив ги нема во Македонија. Проблем прво беше домашната законска регулатива, но откако ова прашање се затвори со интервентен увоз, сега од Министерството за здравство се правдаат дека Србија се уште немала дозвола од производителот во САД да не ги испорача вакцините. Од здравство нема конкретен одговор кога ќе стигнат српските вакцини. Наша цел е вакцинацијата која во нашата земја ќе започне во февруари да има континуитет. Не постојат никакви законски пречки која било вакцина против COVID-19 да се увезе во нашата земја. Како давеник за сламка Македонија спас побара кај Кина. Со кинеските производители договорена била набавка на 200.000 вакцини. Во меѓувреме, државниот врв се заплетка во низата оправдувања зошто Македонија остана последна во окружувањето каде имунизацијата против COVID-19 се уште не е започната. За премиерот Зоран Заев Македонија била евроатлански ориентирана и затоа вакцини не се барале од азиските земји. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска пак рече оти властите во земјава одамна ќе купеле вакцини, но не сакале граѓаните да се чувствуваат како тест за морчиња. Инаку Европската Унија веќе се соочува со проблеми со испораката на вакцините. Зголемената побарувачка го забави процесот на производство, а Европската комисија најави и тужби за компаниите.